Премиерот, министрите и останатите високи функционери во државниот апарат ќе имаат на располагање 500 евра месечно за така наречените репрезентативни трошоци и дополнителни 500 ако се на службен пат во странство. Владата минатата недела донела правилник за користење на гостителските услуги, откако во јавноста беа обелоденети огромните суми на пари кои претходната гарнитура ги потрошила на ручеци и вечери и потоа ги прикажала како репрезентативни трошоци. Покрај тоа, воведена е дополнителна контрола, па од сега исплаќањето на направените фактури може да го одобрат само министрите. Неразумни трошења на пари на така наречените репрезентативни трошоци, кои се параван за ручеци и вечери имало речиси во сите министерства и во владата. Сепак, досега не е поднесена ниту една кривична пријава, бидејќи хедонизмот на функционерите не беше ограничен со ниту еден правилник и закон, па така тие може единствено да понесат морална или политичка одговорност. Преку фактурите и фискалните сметки, издадени од ексклузивните скопски ресторани, се открија јадења за кои просечниот граѓанин не ни знаел дека постојат, но и суми на кои оние поимотните би им позавиделе. Ке почнеме со Министерството за одбрана. Спорни, но и непотребни трошења на пари собрани од граѓаните има многу. Министерот Јолевски, во работните поседи на САД, секогаш ја користел службената картичка за да плаќа ручеци и вечери, во елитни ресторани, но и во пицерии и сендвичари, иако имал авансно исплатени дневници со кои законски требало да ги покрие тие трошоци. Од службената картичка тој потрошил 20.000 евра на ресторани, хотелско сместување и авионски карти. Пари не штедел ниту во Скопје. Од почетокот на минатата година па се до неговото разрешување, одбрана исплатила уште 402.000 денари на ресторански услуги. Во оваа сума не се вклучени официјалните ручеци и вечери со странски делегации, туку само работните средби на министерот по скопските кафеани. Сегашниот заменик, Беким Максути, кој е на таа функција од април минатата година, за 14 месеци успел да потроши половина милион денари во угостителски објекти. За разлика од неговиот шеф, тој ги избегнувал ексклузивните ресторани каде што ги држал неговите важни работни средби и состаноци. Максути немал проблеми да застане на бензинска пумпа и да купи мастики, па за тоа да побара фактура, која потоа ја наплатил. Државниот секретар Елизабета Чуповска-Ристова, која за 2 години потрошила 110.000 денари од службената картичка, некогаш ја користела и во сендвичари. Во наплатените фактури може да се види дека Чуповска често купувала диетални производи за секојдневна исхрана во еден супермаркет, а нив ги плаќало министерството. Во МВР луксузот одел до максимум. За разлика од одбрана, високите функционери во МВР, пред се поранешниот директор на УБК Сашо Мјалков, јаделе исклучиво во најскапите ресторани во Скопје и ги порачувале најскапите јадења и најскапите вина во менито. Во просек, еден ручек или вечера на полициските функционери чинел над 30.000 денари. Раководството на МВР знаела и да се опушти со луксузен коњак или виски во едно скопско кафе или една дискотека. Апетитот и жетта на функционерите во ова министерство ги чинело граѓаните неколку стотици илјади евра.